Добро вечер. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добро дојдовте уште едно издание. Нема концепт, нема некоја зададена тема. Многу набргу ќе бидат... Да, го пипнав микрофонот, се не ежија. Не, слушај, кога ќе го пипнам микрофонот, ми текнува како ве напнувам вас случајно и се извинувам во режија, бидејќи тоа шушка, прави проблем во преносот ово она. И сега ми текна дека кога ќе се размуабетите горе за како се вари граф и кој граф е поубав, дали белиот или запржениот, дали со сува пиперка и све, и така ми е мене како јако ќе го пипнам микрофонот за вас. Океј? Ајде да се обидеме да се расположиме, иако искрено и немаме многу право, ама знаеш како кога ќе се зафатиш у ова демагошко дудло наречено медиум и кај што можеш да глуматаш дека си весел, позитивен, ово, она, ваму, таму. Бидејќи мора да се глуми. Дали е пред филм, дали е театар, дали е телевизиска серија, дали е водење емисија, све е фолирање. Се е фолирање. Мора да се isfolираш. Единствено што се обидувам, она, барем кој ме знае од 103, дека каков сум зад микрофон, таков сум и позади микрофонот. Така што не можам да бидам различен. А бонтонот бара малку таа шизофрена состојба. Што ви е пријатен во животот. Се дружите со оној кој ти е интересен, кој окей ти е. Има луѓе кои се сосем окей, не можеш да го смислиш. И нема добар одговор зашто. Не треба тоа да биде агресија, едноставно треба да биде право на избор некаков. Мислам дека медиумите тоа треба да го прават, иако повеќето од луѓето велат не, професионалноста, мора неутралност, мора ова. Најголемата лага во животот што ви е продадена да ви го исперат мозокот е неутрално новинарство. Не постои такво нешто. Нема такво нешто. Неприродно е такво нешто. Човек има ставови, дури една телевизија. Знаете, она ньюс кога е, како ќе ги презентираш вестите, демек ништо да не додадеш своje или се. Не постои такво нешто. Дали разбираш дека дури и камера кога ќе ставиш, еве камерман, снима ги протестите и ги снима протестите. Аголот негов пак ќе каже една вистина. Нема да ја каже објективната. Па е дури и 5 камери да има, но може би поприближно од што некоја. Например, некој сака да покаже дека протестот има голема посетеност, дека е тоа природно, органско, а народот се случува. Нема такво нешто, народ се случува. Народ се случува, имам доживеано во Македонија само еднаш. Тоа е Рачиново, 2001 година, кога Борис Трајковски, толку нашиот фален председател, кој вие го почитувате, донесе одлука за повлекување на силите, таман кога требаше да биде поразена војската таму. Се повлече, народот се собра пред собрание, ја бев присутен таму, беше Латас. Ја ќе ви кажам дека стоев до Латас, стоев до уште неколку луѓе, не е битно, нема сите да ги спојам, дека позади Латас се тресеше од страв, брат Љубе стоеше и му викаше на Латас, вика, молим те, што год да значеше, да го заштити, затоа што народот дојде, ги вадеше оние од банкина, од тротоарот, оние страничните камења и ги джиткаше кон собранието и го бараа брат Љубе да го линчуваат. А дом на Арама, тоа е она што го јадам бурек дека би ја направил таа зграда, би ја дал на МКЦ, а не никогаш државна институција и човек да не може да биде забрането за полиција и војска, беа купишта војска снајперисти и специјални единици, ако се влезе, да почнат да пукаат кон толпата, затоа што
А се сеќавам дека и британскиот амбасадор кој се промота, човече по инфлуенсер, а тогаш не бев ни на телевизија. Ама бев доста близок со многу луѓе. Сега органски, добро, затоа што сум и познати, луѓе се подпразливи да не изедат бурек нешто пред мене, па ќе пренесам најавно. А ќе пренесам. Тастер сум, затоа и не ме дружат ни джандари. Фала Богу. Британскиот амбасадор, кружокот кај што бевме, ја, Латас, брат Љубе, Владика еден, неколку политичари, британскиот амбасадор вака беше. Everything, викаше. Се зачудив што му беше тоа everything. Во суштина беше смирете ја ситуацијата, се што сакате ќе направиме. Сериозно беа загрижени за таа состојба, затоа што памтеа дека народ знаеше да се собере и пред Американската амбасада. Тоа е една последица која ден денеска имаме. Многу навивам за Америка, јас сум многу проамерички тип, но останува факт дека нас никогаш не посетил председател на Соединетите Американски држави, а како стојат работите, нема ни да не посети. Од X причини. Една е најверојатно за да не се замери со бугарите и со грците особено, бидејќи ние не треба да постоиме, а постоиме сепак благодарејќи на американците. Нас не одржува ни Русија, никој, единствената помош, а пак таа двојна игра. Да, дојде Хилари Клинтон, слета, како највисок функционер кој беше, слета отиде во овој кампот за бегалци 99-та, вети дека ќе отвори фабрика за кошули, демек да ја помогнела економијата во Македонија, и мислам едно 900 кошули, некоја овакво или едно 1000 кошули сошија и ги испратија за Америка, толку беше. Знам после дека 10 години НАТО ни ги поправаше патиштата од... Тоа беше многу интересно. Доаѓаат трупи на НАТО од Грција. Поминуваат низ Македонија за да идат на Косово, нели? Кога требаше да се окупира српската територија и да го направат она што русите го направија со Крим. Истото, буквално истото. Тие бомбардираа Југославија, како една голема роденденска прослава на НАТО. Некој ден денеска луѓето кои учествуваа во тоа грдно се кајат, па дури и пилотот и командантот на противвоздушната кој го собери авионот на НАТО, денеска се пријатели кои седна, луѓето се покојуваат, им се отвараат очите кога тогаш дека некои од лукративни причини тоа го прави. Дури еден Такер Карлсон во една расправија со Пирс Морган му вика: абе, нападнавте суверена земја, ја бомбардиравте 40 дена или 80 или 120, не е ни битно више. Вика, ама знае, ние спречувавме етничко чистење, немаше етничко чистење, да имаше етничко чистење, друга песна ќе беше. Последиците од сето тоа си ги трпиме. Нормално, ја им се извинувам на албанците, тоа не им одговара, но им одговара во нивниот концепт на заграбување територија. Се сеќавам дека Младенов, пуштате ми си ломотам, ова ми се акумулирани работи на средби со разноразни луѓе од разни рангови, па дури имам и со седено на маса со еден од одговорните на специјалната служба 2002-2003 година. Која кафана беше? Како се викаше? Мечос пицеријата. Седевме, Мирка, Орце, Латас, Ивона, јас и уште двајца, и беше овој на САС, специјалните служби.
многу беше интересно кога ќе се на нашата маса, ајде, нели, колегите беа многу доста медиумски јаки, ово на страф и трепет, кога ќе се појавеше некој од овие нашиве џандари, удбаши. Обично се, знаеш како, они се чувствуваат и они се однесуваат како мафија, знаеш. Никој ништо не ми може, што е бе вие, мене ми има доаѓано, што е бе ова, зашто дека си, што е, викам, господин, што ми збориш бе? Зошто дворов држиш, што не тука паркираш колата, ами ја земаа колата од пред куќа, оти истоварав нешто, дојде пајакот и се побунив на цајка. Но ти ми доаѓа у цивилка и ми држи лекција, па зошто не сум отворил ја во дворот? Викам, дали си ти нормален? А јас сум будала, знаеш, многу дрско им се обраќам, кога ќе ми дојде дома да ми се курчи. И седиме на маса и доаѓа, кај сте? И го гледа овој од САС. И знае кој е, леле која пребледа. Кафе да не треба. Кафе ти да ме чај, бегај бе таму. А ја па ликсур, стрвен газ. Кафе, кока-кола и 3 пици. И тој се фаќа за џеп, ама вака му се тресат рацете. Тогаш ти станува јасно дека, знаеш, над мафијата има мафија на мафија и тоа е еден корумпиран систем, значи, кој доаѓаме до резолуцијата на што е вистина, што не е вистина, зошто сме корумпирани. Корумпирани сме затоа што овакви служби кои постојат од времето на Југославија, тоа е таа удба, тоа се тие служби, денеска функционира. Кажи му на било кој од овие нашиве џандари, вака се тресе кога ќе стигне некој, не сите. Фала Богу што имаме луѓе со Олка и Мадиња и заради нив Македонија колку толку прави нешто добро. Али повеќето, нека дојде некој од оние, ги знаат по име и по презиме, по лик, по ово, по она, вака се. Ајде се по... Мјау! И тоа е таа мафија, а они па поврзани со руси, поврзани со американци, и тоа е некоја легитимна мафија. И сега, ти очекуваш судија да ти суди праведно во Македонија. Како ќе суди праведно? Да биде независен. Кој бе независен? Абе ќе му екзекутираат цела фамилија, нема CSI да дојдат 10 CSI, не можат да утврдат што се случило. Абе ќе те снема буквално, затоа што граден е тој систем. Значи, у моментов да испикирам неколку, затоа сум среќен, зошто ја преживувам. Ти јадам гомна и од прилика нешто утнувам, нешто ќе погодам, затоа што импровизирам, не ја знам точната вистина. И затоа преживувам. А ја не ја знам точната вистина, затоа што избрав, бидејќи ако ја знам точната вистина, кад-тад ќе најба и ќе ме пуштат низ вода. Или ќе ме злоупотребат. Или ако не успеат да ме злоупотребат, цела фамилија попара ќе ми ја направат. И ја треба да бидам кајзар со зе, вечер додека спијат, да си ги екзекутирам жена ми и 3 деца и ќе ми се фатите. Usual suspect. Ама, со овие нема. Така што судиите многу добро знаат како треба да пресуди. Зошто? И ние на судиите се фокусираме. Точно е. Извршна власт е. Каков е тој политички притисок? Му дошол Петко Петковски од партијата Парапанк и му рекол, слушај, зашто го слушаш ти него? Зашто? Затоа што е џандарско копиле. Затоа што ќе најде 3 гавази кои за 50 евра, родена мајка на колки ја набијат. Буквално. Тоа што има значка, он е имплементиран мафијаш. Дали е тоа Никарагва, дали е тоа Ел Салвадор, дали е тоа Југославија, Македонија, тоа е таа мафијачка служба која е во името на закона. Ја те викам, тоа е многу тешко, дури министри, и сега, знаеш како? Длабока држава. Да, длабока држава, спијачи се. Тој како хидра. Тој
тој може 15-20 години да функционира, ма супер, да апси, да спасува, да све. И ќе се јават из Бегиша или од некој друг центар и ќе речат извршење, нареđење и тоа е завршена работа. Судиите тоа го знаат. Како ќе ти го објасни тебе? Мене шо ме интересира ти земаш плата? Тоа е страшно. Ел Салвадор, ако видите, државен удар во државен удар. Тоа е најинтересен момент и мислам дека цел свет се тресе од она што се случи. Што направи? Почна да ја апси сите мафиошки структури. Таму немаше потреба да влезат у полиција, мафијашите и такви, ајде да ги викам ја, удбаши и што ти ја знам, во структурите на полицијата, влегуваат они секогаш, они се корумпираат, нели? Затоа што му е плата $300, еве ти уште 300, пречути ова и ќе пречути. Тоа во Америка го има, не па ова. Кога ги расчисти, председателот на Ел Салвадор почна да апси масовно, да ги апси сите членови. И тоа, знаете како, по уредба, кај што нема направил дело, е спрема делото. Не. Член си на таа. Го добива списокот, го наоѓа списокот, сите ги апси. Оние што пружија отпора, таму се пружа сериозен отпор. Доаѓаш да го апсиш, они искачаат 10 души со машинки, боле опремени со пирсинг булец, кои нема панцир. Тој со куршуми кои хермелини пробиваат. Иди избори се со нив. Што ќе направиш? Треба да се неорганизирани и така натаму. Знаете што направи? Даде дозвола на граѓаните, бидејќи во еден момент граѓаните беа и незаштитени. Сојќаш, рекет, грабнување, силување, крадење, никој ништо не им може. И века, ослободени се, ако убиете член на таа банда, нема да бидете прогонети и апсени. Значи, дури ни процесирање, што е она човечки, 35.000 души се во затвор. Дали зборам вистина или не? Изволте гуглајте. I don't care. Ја не сум тука вистина да ви кажам. Јас сум овде да си кажам моје мислење, као чат GPT. Дали е точно или не, изволте проверувајте. Така да не мора да ми се јавувате, нити ми интересира вашето мислење. Јанко, си во право или не си во право? I don't care. Као што ти кога ќе се јавиш, не ми е гајле дал си во право или не. Важно, демократијата дозволува да кажеш нешто. И секој може секого да си го купи. Албанска мафија, оваа мафија, онаа мафија. Како се чудите како албанците станаа толку влијателни на Балканот? Епа ќе ви кажам, на кај Кисинџер уште 60-70 години, за средбата за Кисинџер скоро почина на 100 години, до крај на живот остана еден од највлијателните политичари во светот, која креираше сеопштата политика и чии постулати и денеска Америка и Пентагон ги следат начинот како да се делува ваму или таму. Иако па човекот отворено викаш. И затоа Америка толку клапна, затоа што се отргна, он им викаше: не Украина, не се лепете до Русија, имаме договор со русите. И тоа покажува дека ние можеме да се паламудиме за некаква демократија, има си се договараат како. И сега се наоѓаат други структури, се наоѓаат некој како Бајден, како Клинтон, како ова, она, добра кешарица, ќе се најде некој како овој Епштајн за сексуално робје, девојчиња од 14-15 години, носи ги на остров, реденки, до перфорација на утроба. Ќе погине, ајкули ќе изедат, не постојат, не се знаат бе. Илјадници деца. И таков систем, значи, за да може кај нас
судството да суди. Не се проблем политичарите. Проблем се политичари кои се издигнати и поддржани од овакви структури. Кој му вика, терај те агенда, ако некој тука брат, не мора да го упука, не мора да го утепа. Доволно е одшрафување таму, олабавување тоа цевчето за кочниците, па негде кај Велес, кој ќе прикочи пред тунелот. Карикирам. Како Мијалков на пат кон Белград, случајно у Грдаличка клисура улетео онај камион, ма не знам шта е било, јао, много ми е жао. Знаете дека по атентатот на Киро Глигоров дојдоа CSI од Германија. Проучија тоа, оне и си отидоа. Каде е нивниот извештај? Никогаш не го видовме. Ако го има видено, го знае Фрчко. Ама, како да ти кажам, расолницата изгледа ја точел, па... Не влагам тамо. I don't give a fuck, тоа влагајте. Слободно ќе ви биде дадено. Океј, ништо. Изломотев, ова е научно-фантастична приказна од Филип К. Дик. И Дик, насловот на ова вика, овците што не сонуваат електрични овци, сонуваат... Не биди безобразен. Нема да бидам безобразен. Океј. Ломотам малце колку да одземам време пред да ги уклучам телефоните и за тоа време 4-минутно јавување го најдов од 2007 година кога бев у Skynet. Бившото тргот текстилка Ширамстор, зградата постои, тоа е Промедика. Е сега таму идеше некое време со продуцент, му заборев името. И ми се јавува во емисија Игор Джамбазов. Поздрав, Игор. Сега веќе не ме познава. Порано доаѓаше, се јавуваше и така натаму. Ама сега сум политички некоректен, знаеш. Пошто човекот е така повозвишен. Исто као и Сашко Коцев, као Ранко ово и така натаму. И што е добро, нели? Така и треба. Бидејќи сум некоректен. Ја многу јадам гомна, мислам. Не се пазам што зборам, трескам, а они памтат, па ова, па не може, па ми смо нивоу, ово, и во ред. Не се. За забава и прилично беше интересно, прв пат го гледам, ја и сум го заборел ова, ми се јавува и правиме муабет, по телефон. Ова. А за тоа време, режијата ќе ги даде телефоните на стримот и ќе ги даде телефоните на екран за да можете да се јавите. А еве го видеото од 2007 година во Јадиш Бурек. Мојт? Чекам кадар да се смени и ќе пуштам. На Блогспот отиде, зошто не отиде ваму кај што сме? Пита се кај сум отишол, толку се разбира. Ма нема да ти доаѓа, ти иди на Блогспот нашиот ваму кај што сме. Нема везе, бе, брате, собајле ми го кажа, само гледајте, молим се. blogspot.com. Добро. Значи, станува збор за... ter.blogspot.com. Така. Тој е првиот македонски поет на хаику поезија. Добро. The Universe in General. Се викам Марија и најверојатно е од Охрид и јас би сакал да отидеш сега на странат број 1, таа е малку подоле, и да прочиташ 4-5 тие кратки се поеви на слога, хаику поезија, еве, например, еве, ови што ти издега. Нова на година дојде. Те молам, презентирај го тоа пред македонската јавност, ова е страшно. Игоре, помогни ми, ајде, ти првата строфа твоја нека биде, ја ќе продолжам. Чекай сега само да го најдам, јас нова на година се ближи. Мислам, дечкото има собрани дела, овие се неговите собрани дела. Дечкото е гениалец и јас стварно би сакал да го упознам во живот. Вака оди. Добро. Нова на година дојде. Ето и најлудана дојде,
се пијани секој колиот. Од софра нестанли со деној, го поништивме дивечон сиот. Ко рече се споја сказалкина од Сатон? Ко рече се Звучникот, помести слушай планета го. на сета? Кај мене. Ко рече си честита брат на брата, ко рече му честита баба на зета? Брат со брата си пожели радост, баба здравје му пожели на зетон, ја ви пожелувам односи нову и органон везен бетон. Не ми се... Ај, Нова година... Браво, 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 браво. Иде. Да. Брате, да ти кажам, кај тебе научиш што се блогери и многу се забавувам. И уште една ќе прочитам за крај. Нова на година се ближи, тоа е втор дел, као петак 13 други дел. Да. Нова на година се ближи, старана ќе замени по патон. Ќе препукни срцено од радост, кога сказалкине ќе се спојат со Сатон. Ќе се помести земјана од оскана и се ќе личит на сказна. Ќе се споит небо и земја од пиротехника разна. Ќе се радува ти телено младо, прасено да го заколат ќе не молет. Радон се ќе види цел животински свет, за најлудана ќе ги колет. Во новава да се имат се и сексуални односи да имат секој, да живит годинава нова, да живит 100 векој. Чао, пријатели, се гледаме у петок. Ја ќе се потрудам до петок типов да го најдам и да ви го донесам. Мораме да го донесеме. Не, Типов ова е... хаику типот Охрид, човече. Типов е лудило. Чао, брат. Чао, брат. Чао, чао, се гледаме во петок, Игор. Игор Џамбазов, Охридска хаику поезија, The Universe in General или општо за свемирот. Приоритетна линија имало тогаш бе... Не менјај кадар. Те молам. Приоритетна линија имало. Значи, се јавуваш на мобилни телефони, овие два, за у емисија, ама ако сакаш и бидејќи имаше толку многу јавувања, повикот бил 20 денари плюс 18% ДДВ, тоа е, и СМС-от. Сега, ако имало долго чекање или многу наред, преку ред идеш 0590 22 122 4, и плаќаш тогаш 45 денари и не знам колку ДДВ. И тоа беше... Ја не ги земав парите, ја имав фиксна плата, добра плата, земав. Добар хонорар, плата никогаш не сум земал, бидејќи ниедна телевизија никогаш не ме вработила. Ниедна. Ама, добро, еве да го дослушаме. Twitter.blogspot.com стварно ме освежи. Охридска хаику поезија. До дечкото што ми ги дигна брисачите од кола, мои. Сите пари да ги дадеш за промена на крвта, ресторан на гробишта на жена ти да и стане менза секој ден да иде, ако си ги шитнал брисачите, пари за помен да ги даеш, со кука да те вадат од Вардар на Airbag да те најдат заспан. А СМС-ов? Кој е главен град на Македонија? Под А Прилеп, под Б Куманово, под С Скопје, под Д Волково. Ајде, Трифунчо, не брза, имаш 3 џокери и време колку сакаш. Појма немам шо била темава. И кој е Трифунчо? Ја еден Трифун, знам, ама не знам дали имал некој гаф па го зајадува. Да, знам. Се прави ја малце будала. Немам сила да го прочитам Али гледај каква мајца има. понатак. Немам наистина сила. А има и фотографии, одлично. Детска ордина. Што сум? Па бушав сум, имам коса, бе. Како? Суха лепота, гледај. Видиш што е? И тоа црна. Па наскоро ќе биде 20 години, брат. Па 2007. Од ова. А телевизорот со катодна цевка позади. А знаеш што е ова овдека? Расторено. Ова се стари весници, Вечери Нова Македонија, архива. Па знаев да ги расчепкам. Нема веќе.
Забавно. Натак, немам на истина сила. Нема врска, Ченто е жив, у Палас игра комар со Диме, Боби бране, а Джилда пие кафе. СМС-о. Неверојатно, сега СМС да испратиш е без пари. Тогаш плаќаа по 50 денари да ти се појави СМС. Абе, газдиве на телевизија и продуцентиве се посра од пари земање. У драматични моменти знам имало понекогаш и по 700-800 пораки знам дека стигале. Не се сменија времењата, така е. А има и фотографии, одлично. Детска ординација Дустабан. Иначе овој блогспот постои и денеска ја кога го најдов видеото среќа што види сега, не ми текне. А го разгледав, последен апдейт има негдека на кајга на форум, ама не сум, блогспотот го нема. Чекај да го побарам блогспотот од тамо Охридска Хаико. Блогер. Не. Нешто сум утнал. Добро, нема везе. Толку ми сече па и мене. Ја мислите нешто сум се подготвил. Добро. Детска ординација Дустабан. Реклама. Океј, благодарам режија. Ајде да видиме што вика стримот. Вика да ти е мило да бегаш. Не, тоа се викаше поинаку. Да ти е мило да ги соблечеш кондурите, чорапите и искри од петиците да ти летаат. Мош не. Блогспот не постои одамна. Блогерајот не постои, точно, ама оваа блог страница ја најдов, да ти кажам, Зоран. Само, окей, добро. Игор Џамбазов. Не мора да го тагнуваш. Остај го човекот. Џамбо е легенда, апсолутно дека е легенда. Имам легендарни емисии со него направено, супер се. А ова ми е, денеска бев, чисто онака да... Само звукот треба да го пуштиш првен, после сликава не е ни битна. Здраво на сите. Моментално се наоѓам во Археолошкиот музеј на Македонија. Купив 5 билети, затоа што, на некој начин, бидејќи средствата од билетите оваа недела идат за помош на настраданите од Кочани, па решив јас и моето семејство, сите 5 мина, да ги донесам. Купив 5 билети, не е скап билет од 50 денарија. Ќе ја поминам да ја разгледам изложбата. Ова е сталната поставка, саркофагот на Александар, на првиот спрат. Чисто, ако сакате на некој начин и да помогнете, и малце, знаеш, ова место е, ќе ти даде друга димензија на се она што се случува. Сабајле ова, ја давно сам, ни кафе у мене. Поđidуване гледајќи. Значи, влезниците, кои за македонци се 50 денари, за странци се 150 денари, 5 влезници земав, бидејќи Археолошкиот музеј
секоја продадена влезница средствата ќе ги донира за помош во Кочани. Така што ете, таман ни се прошетав малце, што се вика, наместо прво во кафана или ваму или таму, прво во музеј. Иако е доста интересно што таму има лапидариумот, сталната поставка на оние камени фигури Торзоа и гробот, копија од гробот, саркофагот на Александар. Тоа е секогаш убаво да се види, ставено е во убава атмосфера, осветленија, се е црно доколу, само ги гледаш предметите. Доста од поставките се тргнати, наводно ми рекоа, иако немам, ќе контактирам со директорката на археолошкиот музеј, доста од овие се тргнати затоа што имало некоја правна процедура, која не знам дали е завршена и така натаму. Би требало тоа да биде многу побогато, барем очекувам. Но тоа е динамична работа, им дат нови изложби и така натаму. Па ќе видиме. Мене секогаш ми е најокей место археолошкиот, особено кога ќе ги видам оние од предисторија, предмети, накити. Тоа е... Што ја знам? Океј. Добро. Добро. Ме насмеа за керката и кафето. Океј. Како? Не. Не сега. Тони Петров века, многу кажуваш дека си уморен од сите овие години, те молам издржи уште најмалку 50 години, те молам Јанко Царе. Џони, ја немам избор освен да издржам. Дали сваќате луѓе дека како никогаш у животот сум посран од страв? Скоро една приватна фирма ме вработи да работам за нив. Прв пат у живот, после 27-8 години, повторно сум вработен. Иако работев во други фирми, сум бил вработен, сватив дека никоја од фирмите не ми плаќала придонеси, стаж, здравствено. И сега кога се вработив пред 5-6 месеци, не дека не сум се труда, ја во сите телевизии сум молел, ко сум преколнувал да бидам вработен, од X причини, нели, ја разбирам, бидејќи сум контроверзен, ки изедам бурек, да не си имаат проблем, многу лесно да може да ме отфикари. Вака кога сум договорна дело, ако нешто направам проблем, окей, благодарам, така и пријатно, без многу проблем. Кога си вработен, имаш некој правил. Но не е битно тоа. Мислам дека ниеден газда не сум му направил некој голем скандал или проблем за негова екзистенција. Напротив, туку кога ме вработија, колешката што работи тие процедури, не ни знам кој е кадрово, мадрово, финансов директор или што е, ми вика, кога ме пријавувала, дека, што мислите, колку работен стаж имам? Имам 62 години, јас сум во 63-та година, 7 деценија у живот. Работам, првото вработување ми е 1000... Значи, вработување. Инаку работам од... па цел живот. Прва работа ми беше собирав полжар. И ги продавав, имаше откупна станица, таму кај ше сега Интермецо клуб во Капиштец. Не се. Цел живот нешто работам, некој ово, на него. Прво вработување ми е... Имаше две фирми, се обидувам да се сетам. Дали за Слобода Охрид или Магрос Сараевски? За Слобода Охрид
како нивни представник во Словенија работев. Да. 2 години бев. И да работиш со Охриѓани за Охриѓани е малце зебана работа. Нема да ми се повтори, иако Охрид и Охриѓани си ги сакам, ама тоа е. Не се. Испадна дека сите овие. Последна работа ми беше пред да се вработам, сега, последна работа ми беше работев за Мекен Ериксон, маркетинг агенцијата. Бев акаунт менеджер, ги водев брендовите како Colgate, Palmolive, Opel и бев дел од тимот на Coca-Cola маркетингот и владиниот тим на купувајте македонски производи Made in Macedonia. Made in Macedonia е мој слоган. Купувајте македонски производи, мислам, у рамките, тоа се агенција овона. А претходно бев во Idols and Friends, белградска маркетинг агенција, и Мекен Ериксон е белградска. Во суштина, таа е светска, но центарот, регионалниот центар е Белград, па Белград испостави тука и нормално. Македонец го третира како стока, глупава, која ништо не знае. Нема везе. Во Idols and Friends бев од тимот кога се формираше Телма. Дарко Марковиќ беше, тогаш ја формираше Телма, Телевизија Македонија, Телма. Логото на Телма и она филмска програма со лентата, ако се сеќавате, години, можеби деценија и пол идеше тоа, се е тоа у агенцијата во која јас работев како дел од тимот. Не креативниот, но дел од тимот бев. Нормално. До скоро имав строга забрана за гостување на Телма, бидејќи Телма е партиска телевизија, нели? А партијата мене ме жигоса, со право или не, така да тоа е тоа. И поентата да дојдеме, се вработив и ми вика колешката моја, ми вика: Јанко, дали знаеш дека ти имаш само 5 години стаж? Колку? 5 години стаж. Значи, не знаеш кој биле по-нефер со тебе у животот. Дали оние што не ќеле да те вработат, или оние што те вработиле, а не те ги исплатиле придонеси и така натаму. И сега ти плаќаш данок, плаќаш све, си ги работиш работите и очекуваш дека сето тоа е завршено. Нели? Веруваш во системот. Не! Чим си македонец и работиш за македонски газда, ти си глуп. Затоа што македонски газда ази не лаже. Или барем ќе гледа да те превари. Повеќето, фала Богу, се луѓе кои се доследни на својот збор, може би ќе ти обеќа нешто, ово нема да го изврши, ама генерал. Така што ја у овој момент со 5 години стаж, 62-3 години живот, треба да работам за минимална пензија до своја 75-6 година. Ја прво не знам дали здравието ќе ме држи, дали умот ќе ме држи. Ја имам веќе едно сериозно тресење на деснава рака, кое не знам дали е Паркинс или ми е повреда. Некоја врат, укочување и така натаму. Нема тест. Дај Боже, ајде, може вака ќе ја држам овде, ќе се фатам за столицава доле и нема да се тресе. Ќе бидам како Майкл Џей Фокс. Вајда велицава, нема да се тресе. Така што, да, би сакал ја, бидејќи не знам друго што да работам. Ја не знам стока да терам, не знам да копам, ама знам, уклучи микрофонот и ја можам да зборам. Мене радио ми е блиско. Мене камерата ми е дополнителна. Ја на телевизија влегов затоа што радиото умре.
Не можеш да живееш од радио. Не си. Добро. Вечерва не сме расположени за муабети, што значи ќе најдам ја некои прилози со нешто, ќе одиме и ќе пуштаме. Дали нешто спремив за вас интересно? Па-па-пара, па-па-пам, пара-па-па-па-пам, пара-п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 ап. Гледаш, сам што сум си праќал. Некој Горан Коцев на Инстаграм за сениори. 5 најдобри вежни за почетоци за намалување на стомакот. На стомакот. Еве кои се вежбите. 1 минута ова, 1 минута ова. Секој ден веќе се утре почнувам. Пази, ја вчера ви зборам за мотивација. Абе, направи нешто за себе, за здравје. И така. Кога ќе дојдам дома, паѓање у несвес. Бабаум! Пакадаум! Океј. Што има друго? Чекај, ќе го прегледам мојот Facebook профил, затоа што таму има доста содржини. Да ви кажам, нели игравме со, како се вика, со Велс. И имаше доста велшани кои дојдоа во Скопје. Во Скопје и беше тоа многу убава слика низ градов. Така што отидов, често идам на Кеј, тука имам пријател кој работи во локалните. Да. Thank you very much. Ги слика велшаните. Јас туткан, они по кратки ракави и стварно го ишара градов во оваа траорност, го разубавеа малце. И се заврши, нели, пред 2 дена беше надпреварот, игравме 1-1, се е тоа во ретно. Денеска бев повторно, нели, ме видовте, бев во археолошки, океј, благодарам сега, режија, археолошки, повторно ги гледам, се шетаат, тие си останале, цела недела си земали изгледа одмор и фино име во Скопје, убаво пиво, ефтино име, предпоставувам. Разговарав со некои од собствениците на локалите, барем оние што не се арогантни, препотентни и дрски, на Кеј, како нормално го одбегнувам Soul Kitchen, малце повеќе сум во Бела Виста и растурира. Нормално Irish pub биле најмногу, ама нели, пиво, пијат, уживанција. Скопско пиво за нив е топ, врв. Океј, хаику поезија. Има една интересна работа, направив муабет и тоа ми беше планот, ако има јавување или некој сака нешто да муабет на некоја тема, тоа да го направам со помош на вештачката интелигенција. Не мене кадар да видам дали ќе ми отвори. Нешто проблем со мојата страница. Може сум резултат на напад или не сум. Не мене кадар. Се обидувам да се логирам. Не, добро е. Тука сме. Добро. Да, ова е мојот блогспот, мојата веб страна, која, на мускули, благодарејќи на Систина и на Кожувчанка, колку толку ја одржувам во живот. Разговарав со вештачката интелигенција, со ChatGPT и со Grok. Grok е вештачка интелигенција на Елон Маск, на X порталот. Еве го Grok и со Grok можеш да разговараш. Одно што е интересно, го прашав што се откри, значи и ChatGPT и Grok ги прашав што се откри за атентатот врз Џон Фицџералд Кенеди по објавата на декласифицираните документи. И тоа е интересно, Трамп ги даде документите од ова се моменти пред атентатот, ги даде и наместо, нели, да прочиташ реченица што ќе ти стане јасно, документите све е декласифицирано, све збуњолата е уште поголема. И еве вика,
Интервјуто е водено со господата Грок и ChatGPT, може интересни заклучоци. Действијата за декласификација на материјалите поврзани со атентатот од JFK последните години, особено по извршената наредба на Трамп 23 и 25, открија различни детали, главно фокусирани на разузнавачки операции и историски контекст, но не дадоа дефинитивен доказ за промена на официјалниот наратив дека Ли Харви Освалд делувал сам. Разузнавачки операции на ЦИА, детали за шпионажа, например, меморандум има од 61 година од Артур Шлезингер Джуниор до Кенеди, сега целосно без редуктирање, нели оние црни линии преку текстот, открива критики кон ЦИА поради незиното прекумерно подпирање на контролирани американски извори, CAS, и обиди за инфилтрирање во политиката на сојузниците како Франција. Во американската амбасада во Париз 123 дипломати всушност биле агенти на ЦИА, во Чиле 11 од 13 политички службеници биле потајно подкритија. Овие детали покажуваат како ЦИА ги проширувала своите активности надвор од традиционалните разузнавачки раки. Сега, операции против Куба и Фидел Кастро, следење на Ли Харви Освалд, века овие откритија ги засекулуваат зошто сега Куба се збори. Документите откриваат дополнителни информации за американските напори да се дестабилизира режимот на Фидел Кастро. Еден разузнавачки извештај од 23-63 ден по атентатот покажува дека САД присретнале кубански воени пораки, откривајќи присуство на кубански толкувачи на локации со противвоздушни ракети. Друг документ е четврта. Споменува дискусии меѓу разузнавачки агенти за можна ликвидација на Кастро. Иако планот бил ставен на чекање, поради противење на тогашниот државен обвинител Роберт Кенеди, овие откритија ги засилуваат шпекулациите на кубанската поврзаност, но не даваат директни докази дека Кастро организирал одмазда преку JFK. Следење на Ли Харви Освалд, по трето. Материјалите даваат повеќе информации за активностите на Освалд пред атентатот, потврдува дека ЦИА го следела Освалд, контактирал со советска амбасада, и ова све знаеме, прашал за новости во врска со телеграм до Вашингтон, но исто така се открива дека САД соработувале со мексиканската влада за прислушување на американци во Мексико Сити и така натаму. Отсуство на пушечки пиштол. Ова е директно ChatGPT, кој ми пише на македонски и користа директен превод за smoking gun или пиштолот кој чади, кој не го имаш видено дека испукал, но бидејќи нели му чури од цевката, знаеш дека е тој. И сега заклучок, објавените материјали и таа 25-та поттикнати сега. Ова е нешто официјално, но овдека века ChatGPT дава интересни и конкретни детали за инволвирање. Ова горе, све што ви го читав, е од Грок, што го прашав. А претходно го прашав ChatGPT. И сега ова е мој текст. Јас со Грок разговарав како со личност, буквално. И му викам вака на Грок. ChatGPT дава интересни и конкретни детали за инволвираност. Зошто не спомна? Му викам на Грок, вештачката интелигенција. Еве види. А ChatGPT што ми напиша? На 25 во март 25-та САД објавија нова серија декласифицирани документи поврзани со атентатот на Џон Ф. Кенеди од 63-та. Овие документи беа објавени по наредба на Доналд Трамп со цел да се зголемите. Меѓу објавените материјали, особено внимание привлеку информации кои потврдуваат на потенцијална бугарска поврзаност со атентатот. Според овие документи лице по име Сергеј Чернонох тврдело дека во август 63 година, додека престојувал во Софија, добило информации за планираниот атентат врз Кенеди. Чернонох наводно ја споделил оваа информација со американскиот вице-конзул во Софија, Том Блекшајер, предупредувајќи дека Ли Харви Освалд планира да го убие председателот Кенеди. Дополнително овие документи ово онова таму. И сега му кажувам. Сега навреден, бидејќи на Грок му напишав што ми кажал ChatGPT и ми одговара вака. Добро, ајде да навлеземе подлабоко во анализите, значи се однесува и како лично.
со, ајде да речам, иако нема суета, нели, као глуми суета. Ајде да навлеземе подлабоко во анализа и шпекулација врз основа на информациите што ти ги даде ChatGPT, да споредиме со она што јас веќе го кажав, додавајќи малку дедукција и креативно размислување. А дедукција и креативно размислување он додава затоа што јас му побарав. Ме викам шпекулирај. Не вика немам конкретно. Добро, дај ми шпекулација. Бидејќи можеш да разговараш со него, а како новинар можеш да го чепкаш. Дај бе шпекулирај. Тоа кај го научив? Го научив од Star Trek, Jean-Luc Picard, The Next Generation. Доаѓаат во некоја ситуација и не може да ја реши. И ги собира неговиот, нели, basic team, Worf, Morf, ово е оно, и ваму, number 1, number 2, Diana Трой, Дата, и едниот му вика, ова е, заглавени сме, црна дупка е, ова е, она е, ваму, таму. Шо е работава? Не можеме да излеземе, заглавени сме, моторите не работат, ово, она. Како дојдовме до ова, шо можеме да направиме? Не знаеме. Шпекулирај. И тогаш почнува креативно размислување. Значи, човек така реагира. И вештачката интелигенција, претпоставам, која ја тера да шпекулира, тогаш не чита портал, него од она се што има дознаено, да излече некаков негов заклучок. Тоа е веќе малце креативен дел, кој ние луѓето го имаме на некој интуитивно ниво. Вештачката интелигенција го нема, но може како симулакрум да даде и добри податоци. Бидејќи кого ја можам вака детално да го испрашувам за убиството на JFK и декласифицираните податоци. Дури ги гледав подкастите на Джо Роган, на Такер Карлсон. Не можеш, брат, стварно ти треба вештачка интелигенција, бидејќи се баратаат со многу. Или треба да се посветиш само на ова и све друго да забаталиш. Што открива документите според ChatGPT, а што пропуштив јас? ChatGPT споменува конкретни имиња, Сереж Чернохо и Ток Блекшир и бугарската поврзаност, што јас не ги нагласив во мојот прв одговор. Овие детали се интересни и додаваат носло и неприказна. Јас се фокусира повеќе на поширокиот контекст операциите на ЦИА и следењето на Освалд во Мексико Сити, пропагандните манипулации и отсуството на smoking gun за завера. ChatGPT пак оди во специфичност. Предупредување од Софија, август 63-та, писмо до советскиот амбасадор, дури поврзаност со потенцијален атентат врз Мартин Лутер Кинг. Ова бара подлабока дедукција. Бугарската врска и Сергеј Чернонох. Ако Сергеј Чернонох навистина постоел, бидејќи нема доказ дали постоел, ајде да видиме, и предал информации за американскиот вице-консултант Блекшир, тоа сугерира неколку можности. Советска дезинформација, може би бил агент Чернонох на КГБ или за бугарската државна сигурност, испратен да шири дезинформации, да се замати вистината. Во 63-та студената војна била во полнек, а Бугарија била цврсто во советскиот блок. Можно е ова да бил довед да се насочи вниманието на САД кон лажна трага, додека вистинските планови остануваат скриени. Вистинско предупредување, алтернативно, ако Чернонох действувал независно како свиркач, неговите информации може би биле точни, но игнорирани. Зошто? Може би некој од американските служби не му верувале, сметајќи го за двоен агент или пак за некој во ЦИА или ФБИ имало интерес да не се реагира. Поврзано со Освалд, ChatGPT вели дека Чернохов го спомна Ли Харви Освалд по име. Ова е клучно. Освалд веќе бил познат на ЦИА поради негово пребегување во СССР 59 година и враќање во СД 62. Ако Чернохов знаел за него во август 63-та, дали тоа значи дека Освалд бил? Шпекулација. Зошто Бугарија? Бугарија не е случајна. Во 60-тите била клучен сојузник на СССР во Источна Европа, а низините служби често действувале како посредници на КГБ. Што ова значи да ви нацртам? КГБ многу ретко, само во најтешки случаи делувале во Европа и во Америка. КГБ обично бугарите ги пуштале бугарската служба за извршување на овие работи. Едни од најпрљавите работи за екзекуции, за подметнувања ги правеле бугарите. А ако ви е познато, се сеќавате на атентатот на папата, фатен е бугарски оперативец. Ако Чернонох добил информација во Софија, можно е таа да потекнувала од Москва, но да била канализирана преку Бугарија да се прикрие директната советска врска. Што е логично.
Ови може да докаже на поголема мрежа на шпионажа, каде Освалд би бил само дел. Дали Бугарија била логистичка база за планирање или само случаен транзитен пункт и така натаму и така натаму. Се ова го имате на мојата страна и погледнете, ова се прашања и одговори. Дали дефинитивно е убиен од еден стрелец? Моето прашање. Дали е убиен од еден стрелец, одговара Грок вака. Останува една од најконтроверзните теми во американската историја. Официјалниот заклучок на комисијата Форен е дека Освалд делувал сам, испукал 3 кушуми од 6-тиот кат на Тексашкото училиште. Книги Далас, 26-3 година, кој дава два го погодиле Кенеди, но со децении, сомнежите за втор стрелец и поширока завера не стивнуваат. Балистички докази за еден стрелец, официјалниот наратив, аргументи против еден стрелец, кои се? Magic Bullet, волшебниот куршум, магичниот куршум. Многумина го споруваат овој куршум CD399 кој наводно предизвикал 7 рани кај Кенеди и Конали, а останал речиси недопрен. Критичарите, вклучувајќи и комитетот представничкиот дом за атентати HSCA 79-та, сметаат дека траекторијата и состојбата на куршумот се неверојатни, сугерирајќи на повеќе стрелци. Аудио докази. HSCA заклучил дека аудио снимката од полициски мотор покажува 4 истрели, а не 3, со еден што доаѓа од подоцнежни анализи, например од Националната академија на науките 82 и кои го споруваат тоа. Очевидци, десетици сведоци тврделе дека слушнале или виделе истрели од требнатиот рид, а некои виделе чад на движење од таму. Ова не се совпаѓа со позицијата на Освалд. Све ова го имате на jadiburek.mk. Некој ни се јави во емисија, па го вклучив сега. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, звоневте, повелете, во програма сте. Вака, кога ми вртите на мојот мобилен, ако сакате да, например, онака, ме тролате за ваканција ово, знаете дека може да се блокира бројот. Као денеска некој во 13 часот вртеше на овој број. Ова е службен телефон. Ова не е мој личен. На овој никош нема да ви одговорам, освен во емисија кога е ставен во функција. И тоа е за да се јавите во емисија. Добро. И сега, она што ми беше, дали навистина постоел Чернонохо. Сега треба да го најдам. Значи, сериозно ги исцедив и едната и другата да ми кажат и факти и навистина. Еве сега ќе пребарувам Google. Значи, не вештачка индеси. А еве го. Сергеј Чернонохо и Трендо има напишано. Да, тргни ги телефоните. Да, веќе сме заглавивме, така да нема да има јавувања. А ќе имам уште еден обид овдека во емисија. Добро вечер. Добро вечер. Чекай да намалам гласот, да не опоменуваш, како што знам секогаш, и да почнам да пукам шеки. Добро, може? Повелете, ве слушам. Повелете, ве... Во емисија. Повелете, во емисија сте. Громо Дедроево. Добро вечер, пријатна работа. Иште најво Јанко, да ви кажам нешто во врска со ситуацијата. Како што спомнајте, пред тоа беше забрането сега, не светски заговор, тој е точно заговор против човештвото. Така речено мора да се обединиме сите. Значи, јас знам оддамна дека уште кога беше од овие невладини, или тие не се невладини, него антивладини, кога спомна правна гилотинја.
Демек, кастрење на законите. Знаев од тогаш дека ќе нешто имаат некои задни намери. Чуден збор тоа задни намери. На некој бизарен збор. Некои лоши намери. Значи, дека како го вика, значи, кастрење на законите. Пази, јас тогаш некој, каков е овој збор бе гилотинја? Дали тоа значи, има некој значење, посебно, така да речам, мистично значење, се акција, регулаторна гилотинја. Сега, тоа доведе до кастрење на закони, односно, да не биде одговорност. Се изназева? Извини ако сум досаден, те успав. Да, повели. Сакам да кажам, значи, дека тоа ќе предизвикува суд на законите, дека ќе едни ќе одговараат, други ќе одговараат, тројца ќе одговараат и на крај нигде нема никој да одговара. Тоа е тоа што тој заговор против човештвото. Значи, да се створи хаос во општеството со колизија на правни норми. И јас уште од тога знаев, нисам како бистро момче. Ко бистро момче, дека ќе има хаос. Тоа е тоа што го викаат, нели, онаде. А ние пето, значи, вината во општество, сума сумарум, ќе се сведе на законодавно-правната комисија. Таа створи хаос. Од таму ќе почне. Не може одговорен да биде и инспекторот, и Трајко, и Петко, и Рајко, и Скопје, од многу бавици нема кој да искоси тревата од центарот. Те било за општината Скопје, те било за општината Центар, те за општината Киселовица, не знам кој е таму. И на крај детето килаво од многу бабици, значи треба да се апси прво по законодавно-правната комисија. Земи прочитај бе човече, јас како правник работев, значи волонтира во литоство, се знаеше кој е крив, кој е прав, бе. Не може секој се извашта да се направи таа колизија што викат на правниот суди, значи да не се знае кој одговара, тоа не е случајно. Од многу норми, а нема, ако например за една работа, кој што знаеш, кој што ти реков, не ме гледаше, кој реков кандидат за градоначалник и ти се заинтересира за Евгенија, и многу души ме гледаат, а не знаат дека во живо емисијата, а па и че не знаат и дека јас се јавам, ама тие што ќе знаат, ќе уживаат. И на крај и јас ќе се јавам во 10 сати. А мене како ми е, никој не ме праша. Ти најмалку си вино што си популарен. Ево ја те прашам, како е tu, некој те прашал како си и така... Кога ќе ми се јавиш, ми иде да се облечам кондурите искри од петиците да ми летаат. Нема, седи. Морам да те трпам, а? Епа имаш уште една минута за заклучок и да ти се заблагодарам. Нисто, значи тоа ми е зборот. И сега ова што го реков јас. Најдов поддршка, многу ми е драго кога некој работи пророчки и кажем ќе правиш и како викаше таму не режисер, него сценарист таму и што ти нешто се знам сега петиците. Значи, думата ми е беше гостин од Центар. Вика, не се знае, вика, кој е крив. Многу а да градоначалникот одговара за секоја работа. Тој ќе си најде свој онако пулен или свој орган, инокосен орган, он ќе си даде, да речеме, ќе надгледува тие комисии што се инспектори, дали градушни, дали санитарни, он ќе надгледа и он треба да даде после на крај или некој од него назначен орган. Ама на крај сума сумарум мора да има одговорен. Мора. Треба да биде каос. Мора. Разбираш? Разбираш. Да се бидеме најасно. Апсолутно. Појасно не може да биде. Перманентно. Апсолутно.
фактички, практично. Суштински, теоретски. Да. Треба Да не биде после hold don't give или држ не дај, што би рекле ние. Да. Значи така. Океј, фала, лека ноќ, пријатно. Многу ми е драго што ти е убаво. Не те блокирам. Друг пат ќе се јавиш. Ти си ми како глукофаш, ми намалуваш. Тебе ти е вода, мокра. Седи мирен да не ти го пуштам стваралац. Немој или удбашан да не го пуштам сега. И ќе го седиш и ќе го слушаш до крај. Не се закачај. Не се закачај, оти ќе мјаукаш. Мјау ќе биде. Мјау. Мјау. Може ли збор 2 за твое мислење за тајната средба по главарот на МПЦО и Пендаровски за што се разговара? Прво, тоа е таква лага и шпекулација. Пендаровски, која беше председател, беше никаков фактор, а не па сега. Тајна средба. И Пендаровски се има некоја функција да преговара за нешто со некој. Дајте, врска нема муабетот. Ја барем сум човекот кој ги знам состојбите у МПЦ. Мислам, кој ви ја пушти ова типична пиперкарска, джандарско, удбашка теза. Ја толку сум се смеел, човече. Луѓе, треба да се засрамите ако у ова поверувате. Тајната средба. Добро, ако веруете у тоа, окей. Еве, јас сум глуп, ништо не знам, вие знае. Бог да чува. Тезата е дека овој му дошол и му рекол треба да го смениш името на ова, ја ќе идам на Василјенскиот да му кажа, а Василјенскиот со Пендаровскиот гси гаќи. Што да ти кажа, не знаеш кој е гс, кој е гаќи. Боже ме прости. Абе, ајде. Се јави пред некој ден да не објаснува за животот. Абе, ајде, луѓе, со какви небитни фактори, дури нема ни безбедносен сертификат у НАТО да влеземе. Океј, ајде да завршиме со тирадава. Моја, секако. И да си го кажам ја моето мислење, да не се повторувам за протестите што се случуја во Македонија. Океј, драги мои. Баре. Што да исклучам? Животот да си го исклучам. Полека и животот не ти е осигурен. Се сеќаваш на таа реклама? Каква реклама? Какви имам милион такви, цела ноќ можам само тие да драпам со такви глупости. Ама креативни, барем тогаш се правеа бе добри, интересни реклами да ги гледај. Тој се качува, полека, ни животот не ти е осигурен. Ама креативни, барем тогаш се правеа бе добри. Добра, ама го исклучив тоа што требаше да иде. Океј, протести да, манипулација не. Доаѓа манипулација на протестите во Македонија. Има обид за шарена револуција. Најшокантното е, кој доаѓа? Фатените на граница се од Србија. Некој ќе рече, да, Сорос. Зошто Сорос би ни праќал некој од Србија нам овдека, за да ни ја поттикнуе шарената? Само прашање поставам. Има Сорос си е феноменално поставен во Македонија. Не му од Србија некој да доаѓа и да не обучува или да ни каже. Кому му одговара на Балканот да има немири? Кога имаш проблем дома, ќе ви карикирам онака најпростачки, као најглуп човек што може, тоа што сум. Кога ја убедувам жена ми дека ја не сум гласен и ајкав,
дека сите комшии се такви, па ги убедувам комшиите и му викам, комши, што пристано, бе, пушти музиче, бе, разгати се малце, бе, биди фраер. И Арно викаше, и ја почнав. И му идам по дома и, нели, а на жена ми после викам, па не сме само, еве, види кај комшија, види. Нормално. Ама ја тебе ќе ти избркам од дома. Зошто да ме избркам? Бе, нормална појава. Кому му одговара да покаже дека булшитот се дешава и во Македонија и на други места и дека не треба да биде сменен. Ако сум ја бил човек на Слободан Милошевиќ за тајни служби удба и со Сорос имам слики, сум се поздравил. Луѓе многу го сакате и го почитувате. Ама мислам дека си имаме со еден таков камелеон работа, дека е многу по-заебана играта и дека не му одговара долга, трајна дестабилизација на Македонија за да ја релаксира состојбата и во својата земја. Како и протестите што беа за маркетите. И тие беа организирани и оркестрирани низ Балканите да се покаже. Народ се десија у Хрватској, у Босни, у Македонија, па не знам, у Грчкој. Па ево, дешава си овде, не е ништа чудно, тоа е нормално. Што има везе, што сум ја 25 година на власти, па на ласти, па ми скочимо ласта у Вардар, па онда шлапнемо у Кал, па се искашкамо, па бербат се напред. Си идам, чао. Слушај вам, би се послав минатата колумна. Благодарам што сочувствувавте со мене, сочувствувавте со Македонија, сочувствувавте со блиските на настраданите, сочувствувавме со болката која имавме. Ја признам, и тогаш ви признав дека мојот нервен систем, моите нерви, моите емоции се толку колабирани, толку сум нестабилен, емоционално незрел, и тоа не е за пофалба. Немојте да фалите луѓе што плачат или што ги погодуваат трагедии. Фалите ги луѓето што остануваат цврсти, што остануваат стабилни, што кога ќе дојде време за плач, ќе се исплачат 5 минути и толку. Бидејќи христијанското е, не му се препушта ни на смејата, ни на плачот. Секоја крајност е шизофренија. Ние живееме во радосна тага или таговна радост. Како и да е. Драги мои, уште долго Македонија нема да се осоземе од оваа трагедија. Цел свет сочувствуваше со нас, купишта, лекари, медицински персонал, земји, презедоа пациенти. Ваква трагедија, вакви последици, вакви повреди, нема систем кој може сам да ги носи. Дека македонскиот здравствен систем има што да се критикува, има. Но нема во светот, верувајте дека во светот да се случеше оваа трагедија и во поголема земја. Не ова некакво оправдување, чисто да не си ја труете душата на погрешна страна. Тоа ми е целата работа. Бидејќи ние сега влегуваме у фаза кога нашиот гнев, моето незадоволство се канализира и се влече целото незадоволство кон неколку, ајде да кажем, јас се обидувам многу внимателно да ги употребам зборовите за да не бидам сватен дека злоупотребувам или за било каква цел говорам ова што го говорам. Но ќе ви кажам, како и секогаш, овој свет, како што е, се занимава со некрофилија. Ко подпросечен музичар за кој не сте слушнале, одеднаш е на сите насловни страни кога ќе умре. Море се реиздаваат неговите албуми, се издаваат песните, се слуша, продажбата рипа на сите страни. А кога бил жив,
Така. Таа е таа некрофилија, тоа го видов со конкретни поп-личности како Майкл Джексон, Елвис Присли, Мерилин Монро, кои беа славени за животот, но пред смртта беа, да кажам, скоро и заборавени. Не се. Голема трагедија е секогаш поволна можност за некој да профитира. Кога има голема трагедија што се случила затоа што системот заебал работа, затоа што системот не е корумпиран, а корумпиран е, а заебан не е. Но ние ја направивме револуцијата пред година дена. Ние така ја казнивме таа каста, која 7 години Дурмотурс, изгорен автобус, изгорена болница, стотици, ако не и илјадници од негрижа починати за време на ковидот, бидејќи немавме ни протокол. Тоа што лажат и го купивте дека е во ред, купујте го. Јас знам дека не е. Ја го зборам моето мислење. Ја не барам вие да се согласите со мене. Ја не барам вие да не се согласите со мене. Моето е да си го кажам мислењето, бидејќи седам, гледам од сабајле до вечер. Моите трауми се од што го доживувам јас сето тоа и се обидувам да го доживам искрено и чисто, за да сватам што е вистината, бидејќи вистината е многу матна работа. Оние арогантни копилиња по разни портали, по разни медиуми кои ви кажуваат вака или така, лажат бе. Лажат, затоа што нив лажењето им доаѓа природно како дишење. На ваква трагедија природно е, нормално е, човечки е да има протест. Апсолутно. Поддржувам протест. Да ви влезе у тиквите за да запомните. Поддржувам протест. Она што не го поддржувам се оние со сребрена лажичка кои се на протестот искачаат и викаат борба против системот кој е корумпиран. А искачаат типови, синови на бивши премиери кои мака не виделе у животот. Ни здравствена, а камоли финансиска, материјална или било каква, они ќе го рушат системот. Зошто? Зошто сега такви? Зошто партии се нафатија? И тоа, пазете, за помалку од недела дена има повеќе апсења него за сите трагедии изминативе 8 години што се случуваа наназад, кога немаше. За болницата, бе, колку живи луѓе изгореа, еден уапсен немаше. А дали сте нормални? Каде беше тогаш, бе, ти Пеземекс со мегафонот да излезеш? И после се случи кочање. Па затоа се случува кочање. Затоа што кога требаше да се реагира, не се реагираше. Таа некрофилија е базирана на една анализа, дека народот е глуп и заборава. И во моментот ќе му го испереме мозокот, ќе го насочиме дека власта е крива, а секогаш е власта виновна. Нема збор. Власта треба да ми покаже дека е одговорна. 30 уапсени. Колку има претворени. Цела држава. Ја не сум влегол у дуќан, у маркета, а да не видов инспектори каде бројат прскалки, каде ги проверуваат оние. А викаш, тулејте. Добро, тулејте. Зошто тоа не се направи кога изгореа живите луѓе? Зошто не се направи? Зошто еден не се отпушти 50 души у автобус што изгореа живи? Дали разбирате кога една несреќа се прави преседан, нема апсења, нема тресења, нема казни, нема ригорозно, дека е она после го охрабрува корумпирањето да продолжи понатаму. Сега ти доаѓаш на власт, шо попрво да фатиш? И пак ви викам, нема повеќе апсења него наназад, не знам, може би 10-15 години. Тоа за мене е доволно затоа што сум се борел за демократија, да дојде на власт која ќе го спроведе она што го барам. Борба против корупција. Биле бавни, сега веќе нема кај да мрдат. Сега мора да ги стават оние перики некако во британските судови и да бидат судии. Сега треба да бидат judge дред,
на мотори да идат и да пресудуваат на лице место. За жал системот не ни е таков. И децата нека протестираат. Не се бутајте вие мочковци кои у животот мака не сте виделе. Ќе артикулирате. А зошто им е потребно тоа? Дали сте свесни зошто им е потребно тоа? Не очарите. Добре. Имам пофраецки, ама после ќе ги ставам. Ниф им е потребно тоа само од една работа. Не заборавете. Скоро ќе поминат година дена откако изгубија на избори. Изгубија историски најголем погром. Вакво газење не се памти во историјата на Македонија. Зошто? Затоа што народот се свести, трпеше, доволно трпеше и ги казни. И на овие им даде шанса. Не е прокоцкана шансата. Ова е шансата. Затоа сега излегоа и неколку души албанци. Секоја ви чест. Поклон мој до земја. Тројца албанци, греотици. Бараме одговорност за изгорените. Замислете, имале татко, брат, син, кој ми изгорел жив во болница, го пуштеле. Што е? Кабелот е крив. Идиот, да не. Сум против насилство, ама сум за шамари. Не знам што да ви кажам. И то шамарите за мојот гнев да излезе. Но не цивилизацијски, не христијански е гневот преку агресија да се покажува. Но преголема ми агресијата. Ја изгубив смиреноста во овие пости. Колку за загубените животи, толку и за овие крлежи, крвопи, овие зомбифицирани некрофили. Некрофилија. Мислат дека нема поодвратна, подемонска, подно, поогавна работа, постапка човечка од некрофилијата. И то не зборам само, дури она сексуална и политичка, исти ми се. Исти ми се. Прашање е, вакви работи, господинот Попович, човекот кој ја обмисли, креираше, идеологизираше, а Сорос примени шарената револуција, рече дека нема случување народ без тоа да е организирано и контролирано. Од каде парите? Сорос нема пари во Македонија. USAID нема пари во Македонија. Повеќе. Од каде доаѓаат овие пари? Кому на Балканите му треба нереди во другите земји, за да во својата земја прикаже еве секому ова може да му се случи. Ми се случува у мене, ама не е преседан, еве и во Македонија, па ќе видиме утре и во Грција, и овде и онде. И да продолжи да владее уште 125 години. Од каде транспаренти фатени на македонско-српска граница кои доаѓаат од таму? Транспаренти од Србија не доаѓаат. Од каде парите за таков ангажман на луѓе, редари и така натаму? Еднаш секогаш некој ентузијазам ќе го направи, но кога тоа се повторува, како тоа се извадија истите ликови од шарената револуција кои беа по шаторите, разноразни џаначиња, повторно да ги гледаме. Оние на пресови што се лигавеа на бившиот премиер и слично. И вие сакате да поддржам такво нешто? Не, поддржувам децата. Поддржувам нивните пријатели, поддржувам родителите. Не поддржувам крвопи и некрофили. Оваа власт може против тоа да се бори само на еден начин. Што е можно побрзо пред лицето на правдата. Корумпирано ни е суството. Заради ова. Дали разбирате? Бидејќи само вака, преку ваква работа се обидуваат да се вратат на власт. Дури не сакаат ни избори.
да даде оставка власта, да се распусти парламентот, да се направи широка влада, нормално невладините да влезат, а невладините се... Не. Јас не. Thank you. And fuck you. Тарарарарам.